16-годишниот Данило Методиевски од кикбокс клубот Предатор од Куманово освои второ место на светскиот куп што се одржа во Lido di Jesolo, Италија, а неговата врсничка Андреја Георгиевска се врати со бронзен медал од надпреварувањето. Данило и Андреја заедно со уште тројца кикбоксери од Македонија учествуваа на светскиот куп со над 2500 надпреварувачи од целиот свет. Годинава ги очекуваат уште многу купови и првенства за докажување и освојување на медали, вели тренерот Јован Крстевски. Ние како клуб, како тренери, сме многу задоволни од резултатот на нашите борци. Секогаш може подобро, али овој пат до тука ни беше среќата. Данило стигна до финале, изгуби од многу искусен борец од Црна Гора, а Андреја изгуби од надпреварувачка од Хрватска, исто така поискусно од неа, стигна до полуфинале и Андреја се закити со бронзен медал на светски куп, а Данило со сребрен медал. Светскиот куп во Италија имаше надпреварувачи од целиот свет, од 46 земји имаше околу 2000 надпреварувачи со 3200 влезови. Така да конкуренцијата беше голема, што е овој престижен светски куп и затоа гледаме секоја година да учествуваме. А од Македонија настапува 4 клуба со 5 надпреварувачи, кои двајца се наши, од наши клуб, имаше од Чемпион, од Гладиатор и од Енерджи од Битола. Марија Димовска од Енерджи освои златен медал во категорија со Андреја. Ние сме клуб кој од борбен карактер и немаме надпревар што сме спуштили до сега, на сите купови присуствуваме, на сите светски купови. Ова ни е трети светски куп во Италија, значи веќе можеме кажеме дека сме домаќини таму. Прв пат отидовме во 2023-та, јас и Данило само, и тогаш Данило освои исто сребрен медал, ама тогаш се бореше на татами. Од оваа година Данило се бори во ринг и имаме трети настап за Предатор во ринг и добро се покаже, така да имаме во иднина уште 2 европски и 2 светски купа кои планираме да присуствуваме следен во април, од 4 април до 6 април во Сараево. Идеме во поголема бројка, значи нема како сега 2 надпреварувачи, очекуваме 14 надпреварувачи со 2-3 тренери да отидеме во Сараево. Предатор постои од 2012 година. Од тогаш почнам јас да се бавам со кикбокс активно и не прекинато, значи 2012 до сега. Во 2018 решавам да отворам нова локација, инаку Предатор работи на 2 локации, имаме во центар и во Банова Трола. Тоа е со цел да им овозможиме на сите деца што сакаат да тренираат од Куманово да имат пристап до поблиску локација за клуб. Во центар се тренери Сенсе Оливер Милорадовски и Оливера Свилар. Тие го водат кикбокс клуб Предатор во центар. Јас сум тука сам со асистенти во Банова Трола. Нашиот клуб брои околу 100 членови кикбоксери. Исто така имаме и други клуби кои тренираат и на двете локации, како карате клуб Мусаши тука и карате клуб Ронин во центар. Исто така имаме и бразилска џиу-џитсу клуб кој моментално не е активен на ова локација, али е активен во центар. И исто имаме во салата е склоп и теретана Чилиџим која работи 24/7, која е достапна до сите борци и рекреативци на кикбокс клуб Предатор. Имаше добра конкуренција, се борев против поискусен борец. Исто лани имам учествувано исто на светскиот куп со една победа и пораз во четвртина финале, тоа се освоив 5-то место. А во 2023 година исто така имам видено на светско, кај што имам освоено второ место од 12 надпреварувачи во мојата категорија. Кикбокс тренирам веќе 4 години и исто така имам учествувано 2 пати на државно првенство во Скопје, имам учествувано 2 пати исто така во Грција и сега овој задно учество беше во Италија на светскиот куп, кој што изгубив од поискусна надпреварувачка од мене. И се надевам дека на следното првенство сега што следи ќе земам и злато секаква и ќе се трудам и со голем труд се надам дека ќе постигнам тоа што го сакам.